Советскиот печат во периодот на Втората светска војна и особено по 22 јуни 1941 година живо ја следи состојбата на Балканот, давајќи посебно место и висока оценка на антифашистичката војна што ја водеа во тоа време југословенските народи. Пишувајќи за ситуацијата на окупираните земји во Европа, списанието Комунистически интернационал од летото 1941 година меѓу другото истакнува дека секој ден донесува се нови и нови факти за отпорот на народните маси, при што најсериозен развој добива во Југославија, подвлекувајќи дека Југославија се наоѓа во состојба на непрекината војна, дека незината борба постепено со својата упорност и жестокост надминува се што видела Западна Европа за последните децении и дека гордите, слободолюбиви и воинствени народи на Југославија не ќе се запрат пред никакви жртви во борбата против омразените поробувачи. Осврнувајќи се на положбата во Македонија во есен 1941 година, некои советски весници и списанија од тоа време ќе забележат: германските окупаторски власти, опирајќи се на бугарската администрација, зверски ја грабат Македонија. Македонците, како и србите и хрватите, ги мразат агентите на германскиот и италијанскиот фашизам. Македонија се наоѓа во оган, во неа се водат значајни борби. Со поминувањето на хитлеровите орди по долината на Вардар во пролетта на 1941 година, ни малку не значи дека таа земја е покорена. На прославата на Октомвриската револуција во 1941 година, маршалот на Советскиот сојуз Ворошилов говореше: наскоро ќе дојде време кога сите поробени народи ќе се кренат под партизанско знаме како што сторија југословенските народи. Истакнатиот академик Варга во весникот на Академијата на науките на Советскиот сојуз под наслов "Фашистичкиот нов поредок во Европа во текот на 1941 година" истакнува: групи партизани војуваат во Норвешка, во шумите на Полска, во Грција. Но најголемо значење доби оружената борба на Југославија, која излезе далеко од рамките на партизанска борба и повеќе личи на регуларна војна. Кон крајот на 1941 година, списанието Комунистически интернационал пишуваше: една од најактивните учеснички во борбата во тилот на фашистичката солдатеска представува Југославија. Југословенскиот народ им покажува пример на другите народи и пред се на своите словенски браќа. Сега, една година по фашистичкото навлегување, забележува еден од првите броеви на Комунистически интернационал во 1942 година. Може да се насетат некои резултати од отпорот на народите на окупираните земји и напорите на туѓинските завојувачи да го задушат тој отпор. Тој резултат јасно нема да биде во полза на поробувачите. Југославија сега е помалку од се слична на покорена колонија, легната ничком пред поробувачот, а незиниот народ безпомошен роб. Југославија не го положи оружјето, не ја наведна главата. Таа војува, таа води борба не на живот, туку на смрт против својот заколнат непријател. За германците и италијанците војната во Југославија не заврши во април минатата година. Таа и сега продолжува. Југославија представува постојано жариште на европскиот вулкан. Југословенските патриоти им покажуваат на народите на цела окупирана Европа како е можно успешно да се борат против туѓите завојувачи во европскиот тил на германскиот фашизам. Сега, со настапувањето на пролетта, борбата во Југославија се разгорува со нова сила.
Една година непрекинатата партизанска војна на Југославија даде вистински одговор пред европските народи за едно од најжестоките прашања на современоста. Југословенското искуство говори за тоа дека партизанските борби во Европа против фашизмот се можни, дека партизанските дејства на народните маси што се дигаат во борба за своје национално ослободување ги имаат сите можности на успех. Партизанската борба во Југославија представува најдействувачки метод на отпор против германските окупатори, повисока форма на национално ослободително движење. Без оружена борба не може да бидат изгонети фашистичките орди, не може да се ослободат угнетените народи. За уништување на новиот поредок треба да се оди од офанзива на офанзива. Југословенското искуство се истакнува како пример пред другите европски поробени народи. Се наведува дека во борбата со непријателот е можно да се здобијат со оружје, дека е можно да се поведе борба и покрај жртвите на кои може да бидат изложени од окупаторот. Во советскиот печат нееднаш се тврдеше дека напредните сили на окупирана Европа може да се потпрат на југословенскиот пример. Тој во нивните раце може да служи како моќно средство во совладувањето на расположението, на пасивно очекување, распространувано од известни кругови на плашливи и користолюбливи луѓе. И ако заедно со југословенските партизани се дигнат патриотите на другите земји на активна борба против германскиот и италијанскиот фашизам, се нагласуваше, тоа ќе го запали европскиот пожар на национално-ослободителната борба, што ќе значи огромна поддршка за Црвената армија, која дејствува на главниот фронт, ќе го забрза уништувањето на германскиот фашизам и ослободувањето на Европа од срамното робство. Под наслов се шири фронтот на партизанските дејства во Европа. Комунистички интернационал во есента 1942 година во врска со тоа повторно ќе подвлече. Доблесните синови на Југославија одново и одново им покажуваат на сите народи на окупирана Европа пример на херојска пожртвувана борба за ослободување на својата татковина. Југословенската партизанска армија се бори против цел куп дозаби вооружени непријатели. Против германските, италијанските, унгарските и бугарските војски, против усташите, четниците и против другите предавници. Таа ја заштитува родната земја, ослободува градови и цели области од омразените фашистички завојувачи. Во наредните броеви на истото списание се говори дека во европскиот тил на германскиот фашизам не стивнува огнот на национално-ослободителното движење. Во Југославија, се вели меѓу другото, народот целосно се дига на оружена борба. Во другите земји работата не стигнала уште до таа висина и на највисока форма на антихитлеровски отпор. Југословенскиот народ им покажа со својот светол пример на сите народи дека е можно и нужно со сопствена иницијатива да се внесе значителен придонес во сеопштата ослободителна борба против германскиот фашизам и неговите сојузници, додавајќи дека совршено поинаку би можела да биде положбата во Европа кога сите народи во окупираните земји би се бореле против завојувачите, така како што се борат народите во Југославија. Само Југославија, мала и економски слабо развиена земја, врзува речиси исто толку непријателски сили колку што држи фашистичка Германија во сите од неокупирани земји во Западна Европа. Пренесувањето на југословенското искуство во Франција, Белгија, Холандија, Данска, Чехословачка, Полска и другите земји би ги поставило хитлеровците пред такви тешкотии со кои тие не би биле во состојба да излезат накрај и со помош на најсвиреп терор. И кога сите други народи на окупираните земји ќе станат така како југословенскиот народ, тие ќе видат колку бргу ќе се измени положбата во нивна полза.
Spисanijeto propagandist od juni 1942 godine istaknuva дека патриотите на Југославија со својата херојска борба им покажуваат пример на сите поробени народи на Европа. Борбата на југословенските патриоти против хитлеровото поробување значи сведоштво на хероизам и издржливост на народните маси, кои си поставиле цел да ги изгонат окупаторите од родната земја. Без презголемување, може да се каже дека партизанското движење што се роди во Југославија се претвори во сенародна ослободителна војна. Цела Југославија е зафатена од пожарот на партизанската војна. Сите тие факти, а такви може да се наведат безброј, сведочат за тоа дека Југославија е поробена, но не и покорена. Југославија представува светол пример на несигурноста на новиот поредок, установен од хитлеровите завојувачи. Партизанското движење во Југославија представува еден од најзначајните факти на современата војна. Историјата ќе ја забележи борбата на југословенските народи на истата страница каде што ќе одбележи борбата на победничката црвена армија, на херојските руски, украински и белоруски партизани. Тоа ќе биде најубавата награда за југословенските партизани за сите нивни страдања и жртви. Советскиот печат, говорејќи за ситуацијата на Балканот, истакнува дека антихитлеровското движење кај сите балкански народи се зголемува, подвлекувајќи повеќе пати дека центар на антифашистичкото движење на Балканот представува Југославија, дека партизанската војна во Југославија представува добар пример и образец за другите балкански земји. Го одушевува партизанското движење во другите балкански земји. Југословенските партизани на Балканот стана синоним на беззаветна борба не на живот, туку на смрт со хитлеровите и сите други угнетувачи. Без оглед на дивиот терор против југословенскиот народ, бројот на партизаните секојдневно расте. Сакајќи да посочи на постојаниот, уште релативно пасивен отпор во европските земји, на тоа дека борбата против окупаторот е нужна и можна без разлика на некои околности што тие земји ги наведуваат како оправдување за својата пасивност, раменски терен, силата на окупаторот и друго, Советскиот печат подвлекуваше дека југословенскиот пример покажува оти работата не е ни најмалку во географските услови во Југославија, туку во безпримерната упорност, храброст и решителност на југословенските народи побргу да умрат, отколку да се помират со поробувањето на својата тетковина. Нема што повеќе да се говори за тоа, оти пасивниот отпор, без разлика колку е распространет, не може да им нанесе сериозна загуба на хитлеровите завојувачи. Со зборови не може да се прогонат од завојуваните земји, со клетви не може да се сопрат од зверските престапи, грабежи и насилства. Со антифашистички пароли, дури ако се пишуваат не над зидовите на куќите, туку на плеките на фашистичките војници, тие нема да загинат. Денеска нема изговор за другите угнетени народи дека тие се слаби, дека кај нив нема услови за борба против Хитлер, дека тие треба да го чекаат ослободувањето од надвор. Сите што зборуваат така, југословенските партизани ги покажуваат како лажливци. Југословенските партизани стана како совест на големите и малите народи, кои до ова време се колебаа и не се решаваат да стапат со сите сили против нивниот општ непријател Хитлер. Тоа има огромно значење. Храбрите југословенски партизани покажаа што може и што е потребно да направи народ свесен за својата опрска пред современоста и пред иднината. Иако во советскиот печат и посебно на оној од првите години на војната од познати причини се присутни и познатите премолчување и искривувања во оценките за местото и улогата на Комунистичката партија на Југославија во организацијата и раководењето на борбата на југословенските народи. Вистината и овде, како и во западните земји со пречки, но несопирливо, го расчистуваше својот пат.
Nasproti nekoj nejasnoti, što dolgo ќе се сретнуваат во советскиот печат, успехот на антифашистичката борба и овде се појасно ќе се врзува за смелото и решително раководство на Комунистичката партија на Југославија, начело со незиниот легендарен херој Јосип Броз Тито. Појавено со познатото задоцнување, Титовото име подоцна не ќе слегува од страниците на советскиот печат. Тито со право беше наречуван гордост на сите народи на Југославија, морална сила на целото слободолюбиво општество. Неговото име стана легендарно. За Титовото име се почесто се врзуваат не само војните, туку и политичките успеси на југословенските народи во текот на Народно-ослободителната војна и револуцијата. Обширно се говори за создавањето на слободните територии, за никнувањето и за развојот на новата власт и посебно на второто заседание на АВНОј, одржано во градот Јајце на 29 ноември 1943 година. Во советскиот печат посебно се истакнуваше дека легендата за херојот Тито допира и до најоддалечениот војник на Црвената армија, храбрејки и потикнувајќи го во борбата против фашизмот. Се нагласуваше дека Титовата гениалност, храброст и способност успешно да ги поведе југословенските народи во борбата против фашистичките окупатори, да направи од неможното можно, да ја извојува победата. Со знамето на партијата, знамето кое во годините на Втората светска војна стана и народно, пишуваше печатот. Тито ги водеше србите, хрватите, словенците, македонците и црногорците. Ги обедини прв пат во историјата на југословенските народи, решени да истраат во борбата за својата национална слобода, за светлата иднина. Советскиот печат, покрај своите оценки и коментари, често објавуваше и многобројни коментари на западните сојузници, истакнати политичари и јавни работници, од кои Тито ќе биде оценет како еден од хероите од Втората светска војна, како голема фигура на Европа. Една од првите позначајни изјави од овој вид, што ги пренесе советскиот печат, е од членот на англискиот парламент Робинсон, која даде во англискиот парламент во декември 1943 година. Тој рече: "Јас сметам дека во лицето на Тито партизаните имаат голем водач. Неговото дело представува наше општо дело. Ние сме должни да бидеме заедно со него." Во широката и доста значајна студија под наслов "Борбата на југословенските народи за независност и слобода на својата татковина", напишана од Леонов, коментирајќи ги признанијата за борбата на југословенските народи, меѓу другото ќе биде забележано дека во почетокот на 1944 година, во широките кругови на прогресивната општественост, Велика Британија и Соединетите Американски држави, Народно-ослободителната армија, која во тоа време истреби повеќе од 300.000 хитлерови војници, беше призната за крупен воен фактор во редот на општите усилби на Обединетите нации. Советскиот печат во ова време пренесува и некои познати изјави на истакнати фашистички раководители, кои на Тито му ја признаваат највисоката улога во раководењето на партизанското движење во Југославија. Но, поради што тие му се закануваат на најразлични начини, распишуваат награди за негово ликвидирање и слично. Во последните години на војната, 1944-45, покрај другото особено значаен публицитет во советскиот печат им се даваше и на најразличните признанија што југословенските народи и раководители ги добиваа од најистакнатите органи на советската држава, партија, од истакнати општествени јавни работници и организации. Меѓу другото, во советскиот печат, нашироко е објавен указот на Президиумот на Врховниот совет на Советскиот сојуз за наградување на маршал Тито со едно од највисоките советски одликувања, орденот Суворов. Во него меѓу другото се вели: "За истакнати успеси, за делото во раководењето на војската и спроведувањето на борбените операции против општиот непријател на Советскиот сојуз и Југославија, хитлеровска Германија, да се награди со орден Суворов од прв степен маршал Јосип Броз Тито, главнокомандувач на Народно-ослободителната армија на Југославија." Признанија доаѓаа лично и од Сталин. Одговарајќи на честитката на другарот Тито по повод 26 годишнината на Црвената армија од февруари 1944 година, меѓу другото пишува:
Herojskата борба на братските југословенски народи и нивната славна народно-ослободителна војска против германските освојувачи предизвикуваат длабоки симпатии кај народите на Советскиот сојуз и служат како пример што ги надахнува сите поробени народи на Европа. Списанието Славјане од јуни 1944 година го објавува поздравот на Сесловенскиот комитет во Москва до маршал Јосип Броз Тито, во кој, честитајќи му го роден денот, меѓу другото вели дека борбата против фашистичките завојувачи што ја водат народите на Југославија, обединети со Титовите усилби под Титово раководство, високо ја ценат сите слободолюбиви народи, во прв ред големиот руски народ и сите словенски народи што им даваат отпор на германските разбойници. Во истото списание, од септември 1944 година, по повод 8-миот пленум на Сесловенскиот комитет, во поздравната телеграма од комитетот до Сталин, меѓу другото се истакнува дека тие со радост одбележуваат оти расти и јакне борбеното единство на словенските народи и дека народите на Југославија, србите, хрватите, словенците, црногорците и македонците, раководени од маршал Тито, во својата самопожртвувана борба против хитлеровска Германија и незините вазали, дале огромен придонес за делото на победата на напредното човештво над хитлеровиот империализам. По повод ослободувањето на Белград во октомври 1944 година, советскиот печат ќе објави поголем број статии, репортажи, поздравни телеграми и друго, во кој меѓу другото ја изразува храброста и смелоста на југословенските народи и особено топлите симпатии за Народно-ослободителната армија на Југославија, што победоносно чекори во завршните борби за ослободување на својата татковина. Генерал лајтнантот Александар Гундоров, председател на Сесловенскиот комитет во Москва, говорејќи за успехот на југословенската армија под раководство на незиниот истакнат главен командант маршал Тито, заклучи: непроценлива е помошта на херојскиот југословенски народ за Обединетите нации во уништувањето на германската фашистичка армија на Балканскиот полуостров, зашто херојството на југословенските патриоти представува светол пример за сите словенски народи, па како резултат на таа херојска борба израсна новата демократска федеративна Југославија. Ѓорги Димитров го поздравува истакнатиот пријател на словенските народи маршал Тито и во негово лице саканите на сите херојски народи на Југославија, кои со својата борба дадоа голем придонес за делото на уништувањето на заедничкиот непријател фашистичка Германија. Јас го користам случајов, рече тогаш Димитров, да ја изразам особената благодарност за помошта што во најтешкиот период на војната народите на Југославија со својот пример и содејство и ја укажуваа на Бугарија за развитокот на партизанското движење. Советското списание Војната и работничката класа, коментирајќи го советско-југословенскиот договор склучен на 11 април 1945 година за пријателство, заемна помош и повоена соработка, меѓу другото истакнуваше: историјата нема да заборави дека во најтешките моменти на воените дејствија на советско-германскиот фронт, особено во деновите на бесмртната Сталинградска епопеја, Југославија беше единствената земја во Европа каде што партизанската војска под раководство на маршал Тито се бореше против германците врзувајќи десетици германски дивизии. Опишувајќи ситуацијата во Југославија во првите месеци по завршувањето на војната, специјалните дописници на повеќе советски весници и други истакнати советски личности
Pješuva za oduševenosta i srećata na jugoslovenskite narodi, što izgradbata na svojata tetkovina i novi od život, ke gi ostvaruvat pod rakovodstvo na svoj odsakan vodač maršal Tito, na čelo so kogo je izvojuva i pobedata protiv fašizmot. Taka, vo serijata opširni napisi, specijalni od dopisnik od Jugoslavije na vesnikot izvestija, vo letoto 1945. godina, među drugoto istaknuvaše. I seko je od nas priovdešnite takvi sredbi, ponesuva vo sebe čustvo deka takov narod neke guništi nikakva zla sila. Jugoslovenski čovek ne može da go frliš na kolena. To i podobro ki umre vo borba, no rob na tuginci ne kebide. Duhotna narodot podignat vo borbata od maršal Tito, sega je obedinet vo zajednički osloboditelen front na Nova Jugoslavija. A istaknati od sovjetski pisatelj i publicist Ilja Ehrenburg pojeden svoj podol prestojevo Jugoslavija, pišuvajki zavidenata ogromna ljubov na jugoslovenskite narodi sprema maršalotne Jugoslavije Josip Broz Tito, među drugotok je napiše: Novata država ne možeše najednaš da dade bogatstvo, no ta dade sloboda. I koga Lugetovo šeste Federalni republiki vo Jugoslavija oduševeno skandirat Tito, Tito, vo tije dva zbora vnesuvat dlaboka smisla, vonego go pozdravuvat ne samo vojnik od pobednik, tuku i svojata idnina.